Се поголем е бројот на граѓани кои живеат на рабна екзистенција. Кризата удира по џебот на граѓаните, а сиромаштијата е во подем. Се поголем е бројот на граѓани кои што бараат хуманитарна помош од општинските организации на Црвениот крст. Токму за оваа тема и уште многу други денеска во емисијата Напладна разговараме со нашиот гости, претседателот на општинската организација на Црвен крст од Охрид, Сашо Точков. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Да, можеби не толку ведра тема за вовед, но еве ќе започнеме од тоа затоа што се уште сме во некоја криза, заврши пандемијата, еве сега економска криза. Како е со бројот на граѓани кои што бараат помош од вашата организација? Да. Секако дека не е ведра тема, но е реална тема. Сведоци сме дека од година во година навлегуваме од криза во криза. Значи од катастрофи, елементарни непогоди, поплави, земјотреси, ковид кризата, сега имаме криза со воен конфликт, каде што имаме голем број на раселени лица, голем број бегалци кои што го чувствуваме притисокот и овде, луѓето кои што се овде во Охридскиот регион, значи зборам на територијата на општина Охрид, тоа се преку 20 лица од Украина кои што ги на некој начин помагаме, ги поддржуваме во нивните маки што ги имаат да побегнат од своето родно место, од својот дом, но и да се чувствуваат на некој начин корисни овде во заедницата со нудење на најразлични активности. Бројот на сиромашни навистина е притисокот на сиромашните во последниве неколку месеци, можда 6 месеци веќе е навистина зголемен, значителен. Не можам, се уште не ги имаме ажурирано податоците, тоа го правиме во месец јуни, споредбено со минатата година, но притисокот е зголемен. Зачестен, све повеќе и повеќе луѓе доаѓаат да се жалат дека не можат да преживеат, дека имаат проблеми да се снабдат со основни животни намирници, прехранбени производи, а да не зборувам за оние луѓе кои што доаѓаат заради здравствени проблеми, заради набавка на лекови и вршење на најразлични здравствени зафати, операции. Значи, се поголем е притисокот. Гледаме да ги обслужуваме, гледаме да ја амортизираме таа ситуација, да им помогнеме навистина со бројни хуманитарни активности, но и со голем број на општествено одговорни фирми, поединци кои што даваат свој придонес, свој удел во помош на овие ранливи категории на лица. Колку е досегашната бројка на лица кои што континуирано земаат помош од кај вас? Ние годишно, според статистиките од минатите години, обслужуваме околу 600 семејства, значи околу негде 2,5 до 3.000 лица на територијата на Охрид и Дебарца. Им помагаме на најразлични начини, од прехранбени производи, средства за хигиена, достава, набавка и достава, до набавка и достава на лекови, најразлични други содржини кои што ги правиме преку нашите групи за помош и поддршка на стари лица, значи одење во домовите, помагање во најразлични чистења, разговор со хигиена, разговор со самите корисници, стари лица, значи најразличен вид на помош, опфатени се околу 2,5 до 3.000 лица годишно. И што ви кажуваат тие луѓе останале без работа, да речеме, што им се случило за да дојдат еве до тој раб на екзистенција? Да, најразлични судбини, не би навлегувал поединечно, не можам, но најчесто е тоа заради некој хендикеп пред се, но и заради не знам како да го наречам тоа, несакањето да се вклучат во некој работен процес. Покрај помошта конкретно што ја даваме, наша интенција и фокус да ние за тие луѓе обезбедиме можност да заработат, можност да се вклучат во активностите на Црвениот крст и на некој начин да бидат платени. Затоа и ги воведовме тие услуги за нега на стари лица, за негуватели, тие услуги за лични асистенти на лица со попреченост, каде што можат секој човек од 18 до 60 години да се вклучи, да биде дел од нега Центарот на Црвен крст и да заработува. Без оглед дали е сиромашен, во каква состојба се наоѓа, но може да издвои од својот живот, од своето време, да биде дел од ова и да
заработи. Да, Тоа е нашата интенција, кажувам, наназад години, за да не ги правиме на некој начин зависни социјалните случаи од тоа доаѓам да земам помош и готово. Да. Не, им нудиме да може да се Да, вклучат. работоспособните. Апсолутно, работоспособните секако ги има голем број, дел од нив се вклучени, имаме најразлични потреби, ги вклучуваме, им даваме соодветен надомест за нивниот ангажман, но голем дел и не сакаат да работат, онака некако се комотни во таа состојба, дури и да бидат сиромашни и да бараат помош, но да не се вклучени во работниот процес. Да, значи го има и тој момент. А како е од другата страна, кај хуманите луѓе? Има многу општествено одговорни компании, хумани луѓе во нашиот град? Да, има. Дали се кои што зголемува нивниот број? Не можам да кажам дека се зголемува и тие секој си има своја пресметка, своја мака, но навистина солидарноста, хуманоста треба да биде првото нешто што на човек треба да му падне на ум и може да го практикува, затоа што секој тоа може да го прави без оглед, не се работи само за финансиски средства. За времето поминато, ние од тој аспект навистина сме лидери, можам да кажам, во регионот и во целата држава, од бројот на волонтери кои што се вклучени, кои што го даваат и нудат своето слободно време, своите вештини, своите знаења, за да придонесат да се на некој начин артикулира и достави таа одредена помош, без оглед дали е во материјални добра или во разговор, во едукација, на било каков начин. Но бројот на општествено одговорни фирми, на поединци е задоволителен, но може да биде многу подобар и многу поголем. И затоа и апелираме и покануваме секој кој што има желба, може, кој што е хуман да се вклучи во нашите активности. Да, освен помош на сиромашните лица, помош обезбедувате и за старите лица. Тоа се едни проекти. Ајде да објасниме за што станува збор. Значи, ние години наназад, веќе десетина години, имаме група за поддршка на стари лица, која што работи, тоа се луѓе на возраст преку 60-65 години, работи со своите врсници, со пензионери, со луѓе кои што се осамени. Започнавме прво со телефонски линии отворени, каде што комуницираме секој понеделник или денови во неделата кога е тоа потребно, со лица кои живеат сами, кои се на некој начин неспособни да се грижат за себе, комуницираат со нив, одат на повик доколку е потребно да им се помогне, да им се набави нешто, да се купи. Значи, сето тоа се работи кои што ги покрива ова група на стари лица за одредени празници, за родендени на тие стари лица, да се почувствуваат дека не се сами, дека не се заборавени. Тоа е една работа која што ја работиме десетина години, но последнава година започнавме со проекти за обука на негуватели според верифицирана програма од страна на Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрастни при Министерството за образование, каде обучуваме негуватели, досега ги обучивме преку 30 лица на 3 обуки, кои што ги вклучуваме понатака да ги задоволат потребите на оние клиенти кои што имаат потреба да за хигиена, за чистење во домот, за разговор, дури и на потешки случаи, на болни, кои што треба да се преслечат, треба да се искапат и така натака. Значи, тоа се услуги за нега и помош на стари лица во домашни услови и на лица со попречености. Но се надоврзавме и на уште една категорија на лица со пречки во развојот, со попречености, инвалиди, кои што сега, после завршената обука, за која што конкурсот се уште трае, може да се пријават сите лица од 18 до 60 години кои што се чувствуваат хумани, сакаат да заработат и сакаат да бидат дел од оваа благородна и хумана професија. Тоа е лични асистенти за помош на лица со попречености. Таа услуга ќе почнеме да ја нудиме од крајот на годината. Оваа програма и оваа обука е поддржана од локалната самоуправа и навистина, ево, го користам овој момент да ги поканам оние луѓе кои што се невработени, кои што се и вработени дури, можат во одреден период од денот да ја практикуваат оваа услуга, да бидат дел од Нега Центарот на Црвен крст и да се вклучат во овие активности. Да, колку луѓе се на списокот кои користат овие услуги? Сега имаме 8 семејства, 8 стари лица кои што ги обслужуваме во овој момент, но
навистина е голем бројот. Голема е потребата, големи се барањата, особено во летниот период од луѓето кои што живеат во странство во некои од државите, па се помлади нормално, а доаѓаат да ги видат своите стари, па после сакат да им обезбедат некоја нега во текот на годината. Да. Значи има потреба и ево да знаат сите оние кои што имаат соседи, имаат во семејството луѓе кои што им треба нега во текот на денот, имаме посебни пакети кои што се формирани, дали во зависно од периодот 2 часа, 4, 8 часа до 80 часа во месецот можеме да обслужуваме. Да. Сега ќе се свртиме на една друга тема. Тоа се спасителите на вода. Охрид туристички град, плажите не знаеме уште како ќе функционираат. Да. Се поизвестно е дека ќе бидат исто како лани. Нема да има концесионери. Како е со спасителите на вода? Објавивте јавен повик, колку луѓе се пријавија, како ќе функционирате вие? Да. Спасувањето на вода, односно безбедноста на вода е еден важен сегмент кој влегува во делот за одговори действување при катастрофи на Црвениот крст во Охрид, во кој што навистина години назад интензивно работиме и вложуваме со цел да се направи успешен одговор и да се помогне на онаа ранлива категорија, бидејќи секој посетител на капалиште е ранлива категорија за спасителот, затоа што ја користи водата, а може да се случат најразлични ситуации и несреќи. Спасителите на вода, можам да кажам, од кога почнавме со организирана обука, тој од 2005 година, во негде 2012, 13, 14 година имавме преку 400 спасители обучени од страна на Центарот за безбедност на вода од Охрид. Можем да кажам дека во последните 3 години, 4 години, ние бројот на спасителите се намали и негде броиме двоцифрен број на спасители, околу 70-80, од сите тие дел се вработиле, а голем дел отишле во странство, заминале во странство и работат или како спасители или во други категории. Значи, онај одлив на млади луѓе во странство не ја поштеди ни оваа проблематика, ни овој дел, ни оваа професија, како и сите други, како и сите млади луѓе од целата држава. Навистина макамачиме со обезбедување и анимирање и мотивирање на младите да се баваат со оваа хумана и благородна професија, која што на крај краишта е и платена со солидна плата, со солиден надомек за работа на капалиштата. Сега, она што го спомнавте, не знаеме се уште официјално можда каква ќе е состојбата со капалиштата, но имаме дел концесионери кои што хотелите Метропол, кои што обезбедуваат спасители и тоа ова година ќе се обидеме да го покриеме, а минатата година, искуството од минатата година, каде што во соработка со локалната самоуправа понудивме постојани патроли на спасители на вода и од вода и од копно со појачени со тимови на парамедици, поминавме навистина задоволително, имавме доста интервенции, успешни интервенции, немавме ниту еден давеник и сето тоа беше еден пробен систем, пробен процес за да видиме дали може да функционира. Функционираше минатата година, доколку и оваа година на поголемиот дел од плажи нема концесионери, ќе видиме со локалната самоуправа да го решиме овој проблем, да бидат присутни спасители на скоро сите плажи во вид на патроли. Да, но мора да бидат безбедни. Тоа апелот кој што ќе го упатиме, така? Така, Капалиштата мора да бидат безбедни. Дефинитивно, капалиштата мора да бидат безбедни, тоа е законски регулирано, мора на оние гости и туристи што ги очекуваме, ние да им понудиме ефикасност и пристапност на капалиштата, но и безбедност, она што е најбитно. Особено странските гости кои што доаѓаат, тие се најзаинтересирани. Прво тоа прашуваат дали се плажите безбедни, дали има спасители, но не е само спасителот на вода, има други проплатни елементи. Да, и сега за крај сакам да прашам и за планинската служба, пошто имаме многу туристи кои што доаѓаат и планинарат на Галичица, ја посетуваат нашата природа. Како ќе функционира спасителната служба ова лето? Спасителната служба функционира во текот на целата година и наназад 5 години веќе летото ги интензивираме нашите патроли и нашата пристапност и достапност. Тука е она единствен број 13112 за спасителната служба и 112 бројот кој што е воведен како единствен број. Секој оној кој што оди во планина, кој што сака прво да не го прави тоа сам, да излегува сам, него мора да има некое друштво, друго да се пријави у планинската спасителна служба и секако да ја има апликацијата, па
СПСС, која што може да ја користи за било каква ситуација доколку се најде. Нашите спасители се подготвени, постојано имаме вежбовни активности, имаме добра комуникација, соработка на најразвиени служби во опкружувањето и во светот. Можам да најавам, ево на 10 ќе ни дојде на панел дискусија председателот на Хрватската служба за планинско спасување, каде што ќе имаме и министри и гости од владата да се запознаат на кој начин е тоа организирано во Хрватска, во европска земја, а кај нас за жал не е организирано. Ние предњачиме во Охрид, значи имаме некој напредок во овој дел, имаме поставено систем, но тоа е само за овој регион, не е на целата територија на државата. И само ме интересира колку интервенции имаше на планина лани? Лани имавме 14 интервенции на спасување, од нив 10 животи се сигурно спасени, другите беа по ситни интервенции, но секако имаше потреба од интервенција на планинската спасителна служба. А од почетокот на годинава до сега? Од почетокот 4, мислам, интервенции се до сега. Добро, да се надеваме дека нема да има проблеми. Да, тоа ви благодарам многу. многу. Да, ви благодарам многу на гостувањето. Се гледаме повторно во следна прилика. Имате многу проекти за кои што повторно ќе разговараме. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте и денеска со нас. Се дружиме повторно следниот понеделник. Пријатно.